пречесто се случуваат разбойништва низ Скопје. И сетиот тој криминал станува се подрзок и се понасилен. Например, пред некој ден 5 насилници нападнале и ограбиле 15-годишно момче во Центар. Разбойниците го пресретнале малолетникот, едниот му се заканил со остар предмет и му одзел пари и мобилен телефон, а друг од нив физички го нападнал. Ден подоцна двајца насилници нападнале спроти трговски центар едно лице и откако го натепале, го ограбиле одземајќи му 8800 денари. Во друг случај 53 годишник извршил насилство врз 12 годишно дете, кој го пресретнал со електричен мотор и без повод и причина агресивно го нападнал со тупаници и клоци во пределот на лицето и телото. Во еден момент извадил и нож со кој замавнал кон детето, а потоа со дршката го удрил по главата. Во автобус на ЈСП пак бил ограбен 43 годишник, на кој во подрачјето на Чаир му бил одземен мобилен телефон. Сето ова е забележано во рок од само неколку денови и предизвикува загриженост кај скопјани. Надлежните институции мора да преземат поопсежни мерки за драстично намалување на разбойништвата. Еден од чекорите е и поголемо присуство на полицијата на улиците. Секој градоначалник, без разлика дали води голема урбана општина или мала рурална заедница, ќе може да побара поддршка од новоотворениот ресурсен центар за поддршка на развој на општините. Денеска премиерот Христијан Мицкоски на отворањето на центарот информираше дека проектот има за цел да ги адресира длабоките системски предизвици, преку подобрено управување, унапредени институционални капацитети и развој на одржлива инфраструктура. Тој кажа дека иако изминатите 2 децении се вложени значајни напори за развој на децентрализацијата, резултатите се уште не се на нивото кое граѓаните го заслужуваат. Водата е ресурс од највисок стратешки интерес за државата и нејзиното одржливо управување е клучно за економијата, земјоделството и здравјето на граѓаните, порачаа представници на институциите на денешниот настан Денови на Вардар 2025. Владата ја започнала програмата со поддршка на Швајцарија за да воспостави нов модел на управување со водите, кој ќе обезбеди одржливост на ресурсот и заштита на јавниот интерес. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најавија дека до 2027 година треба да се оформи детален план за протокот на водите во Вардарскиот базен, што ќе обезбеди одржливи капацитети за земјоделството и руралните региони. Планот за управување со сливот на Вардар ќе опфати 80% од водните ресурси и ќе го дефинира новиот плански период 2028-2033 година. Во текот на минатата седмица, јавното предпријатие Комунална хигиена реализирала работни средби со представници на 102 стопански субјекти, маркети, ресторани, бурекджилници, сладкарници, кафетерии и бутици, со цел нивно запознавање и едукација за начинот на правилно одлагање на отпадот. Во рамките на работните средби, представниците на јавното предпријатие презентирале на кој начин и каде комуналниот отпад и отпадот од пакувања што се создаваат при работењето на овие стопански субјекти треба правилно и прописно да се одложат, со цел да се постигне максимална заштита на животната средина и јавното здравје, а воедно да се избегне и појава на оштетување или опожарување на садовите наменети за одлагање на отпадот. Овие активности ќе продолжат и во предстојниот период. Општина Газибаба го поддржа проектот Инклузија на деца роми во јавните општински детски градинки и ќе обезбеди целосно бесплатен престој и инклузија на овие дечиња во предучилишното образование. Инклузијата се спроведува во клоновите на градинката 25 мај, каде што родителите се целосно ослободени од натоместок за престој на нивните деца, посочи градоначалникот Бобан Стевковски. Тој додаде дека секое дете е драгоцено и затоа Газибаба активно работела тие дечиња од најмала возраст да бидат вклучени во воспитно-образовниот процес. И покрај дождовите и излевањето на реките, водата за пиење во Скопје е безбедна и квалитетна, потврдува неделниот лабораториски извештај на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Според анализите спроведени од секторот за санитарна контрола, во периодот од 17 до 21 ноември, сите испитани примероци одговараат на стандардите утврдени со правилникот за безбедност и квалитет на водата за пиење. Во наведениот период биле земени 211 примероци за физичко, хемичко
хемиска и 211 примероци за микробиолошка анализа од 51 различно мерно место низ градот. Малолетник извршил облјуба врз малолетно девојче во Скопје. Случајот го пријавила нејзината мајка. Според информациите од полицијата, вчера во 16 часот и 30 минути во СВР Скопје, 44 годишна жена од Скопје пријавила дека на 4.10.2025 година во Скопје малолетник извршил облјуба врз нејзината малолетна ќерка. Полицијата соопшти дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во две приватни училишта во Скопје и во музеј утрово пристигнале електронски пораки за поставени експлозивни направи. Брзо реагирале полицијата и надлежните служби, а проверките покажале дека се работи за лажни пријави. За секој случај биле преземени сите безбедносни мерки. Учениците и вработените не се изложени на опасност, а се работи на идентификација на лицето кој ги испратило лажните дојави. И завчера во Скопје имаше лажна дојава за бомба за време на концерт во спортскиот центар Јане Сандански. Во четврток со почеток во 20 часот, Македонската филхармонија ќе го одржи својот роденденски концерт, насловен Звук што трае, со кој ќе одбележи 81 година од формирањето. На програмата се суитата број 2 од балетот Лабени дојрана од Трајко Прокопиев, концерт за виолина и оркестар во Демол од Арам Хачатурјан и симфонијата број 1 од Јоханес Брамс. Како солист ќе настапи Сергеј Хачатрјан од Ерменија, еден од водечките виолинисти на денешната музичка сцена, а диригент е Јерухам Шаровски. На сцената на Националната опера и балет на 28 ноември 2025 година, со почеток во 20 часот, ќе се одржи гала оперски концерт на кој ќе настапи светски познатата оперска дива Инва Мула, заедно со Дешира Амети Крлију, Исмет Вејсели и оркестарот на МОП, под диригентска палка на Иван Еминовиќ, а во режија на Дејан Прошев. Инва Мула, сопран, е едно од најистакнатите имиња на современата оперска сцена. На програмата на концертот се вклучени избрани дела од оперската класика на Джузепе Верди, Лео Делип, Джакомо Пучини, Жорж Бизе, Жак Офенбах и други автори.